местото за кое се бара скакување на соби на граѓани од жителите од село Двегор, по барањето поднесено од страна на подносител Горан Гошевски, е одговорено позитивно и за денеска согласно законските рокови е свикан собир на граѓани на кои се поканати да присуствуваат сите жители на село Двегор со лична карта од село Двегор. За денешниот состанок ќе се разговара и дискутира за проблемот кој го имаат жителите на село Двегор со водоснабдувањето. Жал ми е што денеска ве гледам во толку мал број, затоа што собирот на граѓани е една поголема група на заинтересирани жители кои се засегнати од проблемот и очекувавме дека тоа ќе биде во помасовен број од овој што сте денес присутни тука како представници на подносителите на барањето и го имавме организирано во спомен на домот Асном во големата сала. Но бидејќи вие сте овластени, како што рековте пред почетокот на состанокот од останатите жители на село Двегор, предлагам да отпочнеме со состанокот и збор му давам на господинот градоначелник Горан Трајковски и потоа останатите ќе можете да ги поставувате своите прашања, бидејќи заедно со нас овде се присутни директорот на јавното комунално предпријатие Стојче Стојковски, господината Јулијана Лаповска од проектот за подобрување на водоснабдувањето во општина Делчево, Михајло Јовановски, советник во секторот за урбанизам, Звонко Атанасовски, раководител на секторот за урбанизам и се надевам дека ќе ги добиете бараните одговори на прашањата кои ги имате за да ги поставите. Ви благодарам. Благодарам, секретар. Благодарам и на присутните од село Двегор за иницијативата која што има за да седнеме и да разговараме за околу проблемот со кој што се соочува со водоснабдувањето и системот кој што се уште не е пуштен во функција. И јас очекува да бидете во поголем број, да бидеме долу во салата Асном, мислам дека ќе дојдат најмалку 100 луѓе. Меѓутоа, вие тоа што денес ќе го разговараме, ќе го пренесете на жителите, јако и јас секојдневно сум во контакт со нив, дека е Валериот околу 365, така да луѓето ќе имат информација до каде се работите и каде застојот по работите, што се уште не можат да бидат сите домаќинства приклучени на водоснабдителниот систем. Село Двегор и село Габрово се во склоп на проектот за водоснабдување кој што го правиме со помош на Швајцарската конфедерација, Швајцарската амбасада, со кој што градиме чистителна станица за чиста вода за пиење за Делчево и Министерството за животна средина и просторно планирање, кои што директно учествуваат во инвестицијата за поврзување на село Двегор и село Габрово на новиот, бидејќи посебно село Двегор, на новиот водоснабдителен систем, затоа што знаете дека претходно од самопридонеси на жителите во село Двегор имаше поставено некаков систем и тоа беше единствено село поголемо во Делчево кој што не беше приклучено на градскиот водов. Од целата таа инвестиција која што се случува, на крај сакаме значи и да се изработат повеќе проекти како што се резервоарите, да се приклучи и село Вирче, бидејќи село Вирче не беше имаше некој приклучок, па имаше проблеми, но ќе биде приклучено и село Вирче. Вас ви интересира за село Двегор. Овде има направено записник до каде се работите. Работите ги извршува фирмата Бауер и во село Двегор и во село Габрово. Фирма од која што јас лично како градоначелник апсолутно не сум задоволен заради начинот на кој што ги извршува работите, заради продолжувањето по не знам кој пат на роковите кои што ги имаат во договорот. Општина Делчево е иницијатор за да се воспостави нова водоводна инсталација и да биде селото Двегор приклучено на водоснабдителниот систем. Но општина Делчево со фирмата Бауер во ниту еден момент нити е нарачател, бидејќи сето тоа од Министерството за животна средина и просторно планирање и тендерот, односно јавната набавка е спроведена од нивна страна, надзорот е од нивна страна од Министерството за животна средина и просторно планирање
роковите, како што кажав, неколкократно се истечени, по не знам кој пат се продолжени. Ние имавме и неколку барања за раскинување на договорот, уште додека беше во важност со фирмата Бауер за да биде изберена друга фирма и проблемот да биде решен навремено и квалитетно. Имаме записник овде пред мене, ќе прочитам дел од записникот, кој што го имаат направено на 26 и 27 јуни, тоа е пред неколку дена, бидејќи надзорот му истече и неговиот договор. Ова е записник од технички преглед на извршени работи за да бидете запознаени, а после ќе отвориме дискусија за тоа и вас што ве интересира и да видиме да можеме да најдеме некој заедничко решение. Овој технички преглед на работите кои што се извршени и до каде се е изготвен од Николчо Вангелов, тој е надзорен инженер пред некој ден за градежниот дел, Александра Голгоска, надзорен инженер за машинскиот дел, Манчо Малзараков, надзорен орган Томислав Трајановски, тоа е од Бауер, од фирмата која што ги извршува работите, Антонија Янковски, исто од Бауер, Михајло Јовановски, од нашата општина и Душко Манасиев е подизведувач на фирмата Бауер. Извршени теренски увид на извршените работи, како и на техничката и договорната документација, при што се констатира и заклучи следва. Целиот записник нема, па го читам од ова дело што ве интересира и оно што е важно за Цвегор и овде пишува во основните податоци дека инвеститор договорен орган е Министерството за животна средина и просторно планирање, а не е општина Делчево. Надзорен орган Хидроенергоинженеринг ДОО Скопје изведува че фирмата Бауер БГ ДОО Скопје. Договор за градење, број и така нататък. Констатирани се следните забелишки. Констатирано дека градежните изведени работи се изработени во согласно со техничката и тендерската документација и соодветните прописи и стандарди, но сите работи не се во целост завршени, поради што обектите не можат да се стават во функција, заради што и сте вие денес овде и заради што и денес е дојдено до овој состав. Предвидените активности од машинскиот дел во пунктните станици Цвегор не се изведени во цело согласно техничката и тендерската документација. Во основниот проект предвиден е фабрички составен бустер, сет пумпи, тоа ќе го обяснам после. Во Цвегор, по барање на изследувачот од страна на надзорниот инженер е одобрено, но пумпните станици наместо фабрички пумпен сет на лице место да се изведе пумпниот сет со елементи од повеќе производители согласно техничките спецификации за пумпните станици. Изследувачот е согласен изведениот пумпен сет на лице место да биде наплатен според договор за работа. Истите не се ситуирани работи. Наложено му е на изследувачот за елементите кои ќе ги вгради во пумпните станици да се достават сертификати. При извршениот интерен технички преглед констатирани се следните недостатоци кои се однесуваат на веќе изведени работи, како и работите кои не се завршени според договорите и анексите. Има подпишано 3 анекси со фирмата. Незавршени градежни работи за водоснабдителниот систем во село Цвегор. Ова ви го читам од техничкиот за да не е така искажено, него тоа што е ставено на лист хартија за да може после по-основно тоа да разговара. Резерварот во Цвегор не е во функција, бетонските работи се завршени, но преостанува инсталација на дел од фасонските делови и опрема во сува комора, тестирање на водонепропусност, изолациони работи, изгледба на последните 15 метри доводот од градот и доводот од катажите, одвод кон селото и испуст во каналот, затопување на мокра комора, оградување и завршување на приклучокот на електричната мрежа. Шахтата за регулација 2. Шахтата за регулација на притисокот на РП1 е делумно завршена, завршени се бетонските работи, но недостасува до комплетирање на фасонските делови и опрема. Регулатор на притисок, качувалки, капак и затрпување околу шахтата. И тие работи не се ситуирани, значи не се изведени. Една шахта за краен воздушен вентил на крак 15-5 Т5 и една средна шахта за среден воздушен вентил на крак 5Х Т1. Во пумпната станица градежниот дел е делумно завршен. Работи кои не се завршени и не се ситуирани се следните: поставување на чакало околу станицата, молеро-фарбарски работи, оградување, поставување на стакло на прозор. Ова се работи кои што ги напоменам, кои што и не се почне за да почне за тоа, но ќе ги наведам. Поставување на стакло на прозорот, поставување на скали, поставување на решетка за вентилација, изгледба на бетонски покривачи на опремата,
и пушење на прибивателна дупка во подната плоча до ниво на чака. 5. Неизведен приклучок од надоводниот крак 1 на стационажа 0 со постојниот црпковод од водоснабдителната мрежа за град Делчев, помеѓу разделната шахта за вентили во Делчев и постојниот резервоар Цвегор за град Делчев. Кракот 2 без одолжина од 43 метри не е изведен. Ова е единствен крак кој што не е изведен во село Цвегор од 43 метри. Сите други краци се изведени и направени од оваа примарна мрежа која што треба да е направена. Меѓутоа прочитам за работите кои што не може да стави системот во функција. Да се вратат во правовитна состојба асфалтните површини, ова го направи 6B4, 8B, 9B и 12B, така е проектот. Значи ова е направено, ми вчера на терен, меѓутоа и записот е направено 26-27 јуни. Да се заврши враќањето во правовитна состојба на вишњаците на регионалниот пат Делчев-Ранище Премио, одолжен од 750 метри, дела и тоа е санирано да се вратат во правовитна состојба површините под бетонки и приклучните шахти за водомери поставени на кракот 1К. И на крај дезинфекција на целокупната новоизградена мрежа пред пуштање во употреба. Ова се некои од најважните работи, ако некој не се суштински за да може да биде пуштен во функција системот по село Цвегор и да бидат снабдувани куќите. Околу приклучните водомерни шахти, ова на кратко ќе го кажам, значи има приклучни водомерни шахти со 3 водомери, со 2 водомери, со 1 водомер, ситуирани се 99, на лице место има 97, целосниот тие се 67. Тоа е во одлукот на целиот надзорен орган кој што го почита финансовите лица кои што ги почитат на бюджетот. За 2 водомери имаме ситуирани 6 шахти, на лице место се 6 и целосно се изведени 5, од кои што нема влезен сет една шахта, и за 1 водомер имаме 31 ситуирани, 29 се на лице место, целосно се изградени 23, немаат влезен сет 6 шахти. Тоа е работа на фирмата Бауер, а имаме друга фирма која што е обврска на општина Делчев, со која што имаме склучено договор за приклучување на домаќинствата на овој нов водоснабдителен систем. Тоа сега ќе од текот на разговорот ќе истакне и директорот од Генералното комунално предпријатие дека граѓаните, жителите на село Цвегор мора да склучат договор со јавното комунално предпријатие за приклучок на новиот водоводен систем, за да бидат приклучени, односно во тие шахти кои што ги спомнав, кои што има делно изведени од тие шахти, но таму каде што се изведени, јавното комунално предпријатие го поставува сетот, односно водомерот на наш език кажано, а од водомерот до куќите фирмата го ги приклучува домаќинствата, меѓутоа мора да биде склучен договор со јавното комунално предпријатие и да се плати тој надоместок кој што чинам дека е донесен од управниот одбор на јавното комунално предпријатие, кој што не може директорот како директор или јас како началник било кој да ги ослободи жителите на село Цвегор од плаќање на тој надоместок. Бидејќи тоа е одредба која што е донесена и која што мора да се испочитува, затоа што од друга страна по било кој основ да каже директорот на јавното комунално предпријатие или градоначалник или било кој да ги ослободи граѓаните од тоа настанува, значи дека предпријатието е оштетено за таа сума на средства која што треба да ја пратат, а ниту има можност било каква за да било која донесе таа одлука, која што реков се ќе биде оштетено предпријатието и после ќе се одговара пред надлежните судски инстанции за нанесување штета на бюджетот на јавното комунално предпријатие. Овде веќе ќе отворам дискусија за тоа и има оставени до мене список колку луѓе имаат уплатено за приклучок на новата водоводна мрежа, колку се приклучени, а колку пукнати. Јас мислам дека се околу 200 домаќинства кои што се во село Цвегор приближно, од кои што има 14, директорот ќе потенцира попрецизно, 14 домаќинства имаат до сега склучено договори и истотен случај колку се приклучени до сега. Давам збори на директорот за да се обрати до вас, па после да отвориме одредена дискусија и тоа што вас ве интересира,
на крај како да најдеме начин за да биде проблемот решен. Иако пак ќе спомнам, начинот беше уште пред месеци да го Министерството за животна средина да го раскине договорот со фирмата и имаше време да се објави и нов тендер, да се избере нов изведувач на работите, кој што верувам дека до сега скопот ќе ги завршеше работите, немаше да се соочуваме со тие проблеми и имаше денес вие да бидете тука за да се уште го решаваме тој проблем кој што требаше, би рекол, да биде решен најмалку уште пред година дена. Повеќе. Благодарам, градоначалник. Како што истакна градоначалникот, за изработка на за реализација на овој проект, јас ќе почнем од почетокот на реализацијата на проектот. На 16.3.2018 година е склучен договор помеѓу владата на Република Македонија и Швајцарската конфедерација за додолување на технички и финансиска помош за проектот за доснабдување на Лјоча. Сакам да го потенцирам договорот, пошто во договорот е детално наведено кои се обврските на едната страна, кои се обврските на другата страна од финансиерите, значи владата на Република Македонија и Швајцарската конфедерација, како и обврските на јавното комунално предпријатие, односно општина Делчево, а преку општина Делчево и обврските на јавното комунално предпријатие. Според проектот, значи, Швајцарската конфедерација во тоа време, тоа е првичниот договор, кој беше надограден со анекс на договорот во вредност од 1.400.000 франка за реализација на проектот за изградба на нов резервоар на Чука, како и образување на село Бурче на водоснабдителен систем. Во тој период Швајцарската конфедерација имаше учество од околу 6 милиони швајцарски франки, како и 1.400.000 швајцарски франки во резерва, а додека Министерството за образование, Министерството за животна средина околу 1.300.000 швајцарски франци. Општина Делчево во тоа време беше обврзана со 30.000 франци за пристапен пат и за околу владењето на дозволите и другите и регулирање на имотно-правните односи на новата филтерстаница, каде ќе биде, ако треба, експропријација и така натаму. Обврските на швајцарската, средствата од Швајцарската конфедерација се детално наведени за што ќе се користи. И меѓу другото е наведено изграда на почитителна станица за вода, вклучително и конечен проект, градежни работи, обезбедување на опрема, доставување, инсталација, порачка, гаранцијско тестирање, обука и пренос на заем. И исто така во швајцарското финансирање спадаше и дел од корпоративниот развој за јавното комунално предпријатие, набавка на опрема, обуќе за вработените на новиот билинг систем и така натаму. И поставување на фотоволтаична централна за обновливи извори на енергија, односно за производство на електрична енергија со која ќе работи новата филтерстаница. Во договорот е прецизно наведено и ќе ги читам сега, ова е член 3.6 од договорот. Како што е договорено во договорот за техничка и финансиска соработка, швајцарското учество нема да се користи за плаќање на даноци и такси и било какви други давачки наметнати согласно законите на Република Македонија или од некој државно тело. Тоа го читам за да после се поврзам на законот за водоснабдување, каде е наведено обврските кои имаат новите корисници. Македонското учество преку Министерството за животна средина и просторно планирање ќе се користи за финансирање, продолжување на мрежата за водоснабдување до селата Цвегор и село Габрово. Македонското учество преку општина Делчево ќе се користи за кампања за подиграње на свет, поширување на патот до пречистителна станица на вода. Ние овие наши средства првично ги искористивме за да набавиме, иако не беше предвидено управниот одбор, од одбори да се искористат 10 милиона швајцарски франци за набавка на нов кварцен песок и активен јаглен во тој период, тоа е 2018 година, гледаме дека денес 2024 година се уште не е пуштена новата филтерстаница за да имаме квалитетна вода за пиење, по што сме се работи. Знаете дека ќе биде реализацијата на проектот до март 2023, најискаканиот рок, но со поради
настанатата ситуација со ковид пандемијата и потоа војната во Украина, Швајцарската конфедерација го продолжи рокот на нивните изведувачи до сега до јуни, а за филтер за резерварот до, мислам дека октомври месец оваа година. Во договорот исто така е наведено на кој начин ќе се реализираат тендерските постапки за изведба на избор на најповолен понудувач, каде е наведено дека швајцарското учество ќе се реализира според законите на Швајцарската конфедерација, дека тие го спишува тендерот, ние учествуваме во комисијата за избор на најповолен понудувач според условите кои тие ги определуваат. Додека за средствата од Министерството за животна средина, Министерството за животна средина се распиша понудувач, беше избрана фирмата Бауер. Во почетокот работите на почетокот. Мислам дека добро тргна, но потоа сите знаете и се запознаени дека фирмата Бауер имаше проблеми во околу внатрешни структурни промени, имаше истраги, судски, мисла, поведено, тоа нас не ни интересира. Така да и од друга страна на изведувачот на работите им беше дозволено, како што е дозволено според на швајцарските изведувач Фела, плани, да ангажира подизведувачи, но тие се ангажираа фирми, повеќе фирми, кои сериозно се вршеше работата, додека фирмата Бауер по настанатите проблеми кај нив, во нивното работење и пред тоа ангажира фирми од Делчево, кои би се на вас добро познати и кои мисля дека се со многу слаб капацитет и не одговорија на обрците кои беа дадени. Поради тоа и ние бевме повикани и јас и градоначалникот во Министерството за животна средина на последното продолжување на договорот. 3 пати е продолжено договорот на Бауер, со цел да Министерството, објаснувањето на Министерството беше дека во колку се спроведе нова поставка, може би ќе се заглавиме во некои поставки кои би траеле во недоглед, поради тоа што се применува Законот за јавни набавки, може да има жалбена поставка, па да дојде нова финансиска буџетска година, каде може би тие средства веќе и нема да бидат предвидени и така да проектот остане нереализиран. Но го продолжија договорот на Бауер, подизведувачите и да беа дадени конкретни рамки по месеци, колку треба да напредува изведените работи, но како што гледате, ситуацијата е таква како што е. Што се однесува до нашето законодавство, на кое ќе го што цитирам, во Законот за снабдување со води за пиење и отведување на урбани отпадни води, децидно е наведено дека давателот на услугата утврдува надоместок за приклучување на корисникот на услугата на водоснабдителниот и канализационниот систем. На таа одлука дава согласност Советот на општина Делчево. Во 2009 година Управниот одбор на јавното комунално предпријатие тогаш ова одлука не е променета, значи од тогаш цените се исти, има донесена одлука за утврдување на висината на надоместок за приклучоци на водоснабдителниот и канализационниот систем. Управен одлук, председател Сузана Петровска, 16.12.2009 година. Значи овие цени се и денес. Не сме го бавили изгрмуване на цените, иако реално, според покачувањето на трошоците на живот, платата на вработените, ова сега комплетно значи водовод и канализација за стабилизација работи за село Цвегол околу 7300 денара, во тој период е стварно била некоја сума во однос на примањата поголема. Може би 70-80% од примањата тогашната плата, дека сега е 1/3 скоро. Тоа се цели, значи ние ги применуваме таа одлука и таа одлука е во сила, таа одлука не е променета, Управниот одбор нема донесена друга одлука, на таа одлука има дадена Советот согласност и ја применуваме. Ги повикавме ние како јавно комунално предпријатие за да не чекаме да заврши пуштањето во целосно, да заврши сите градежни работи, па одеднаш да имаме 200 приклучици кои треба да ги решиме во рок од 1-2 недели,
таму каде што има приклучено, каде што има можности, кои тие граѓани што има, што се приклучени на новата, имаат достап до вода од новите линии, склучуваме договори за приклучок и досега имаме околу 14 заклучени со денес. Имаме склучено договори, повеќе од половината, мисля сите си имаат платено надоместок, повеќе од половината се приклучени и денес нашите екипи се на терен и приклучуваат кај што има можност за приклучување и се склучуваме нови договори со корисниците. Бидејќи секој мора да има склучено договор, да му се издаде корисничка шифра, за да може да во системот за напата да фигурира како корисник на нашите услуги. Тоа е во кратки црти, после ако има нешто ќе дополниме. Сега можем да поставим прашање. За сумата за приклучок 7400 денари, како таму наведена, не е таа се сума однесува на нов приклучок за вода. Нов приклучок. Нов. Дали вие рачунате од Звегор дека кај нас тоа нов приклучок? Ние 50 години имаме приклучоци до домови. Без разлика тоа е само финансирање на жителите од селот Звегор, инвестирани во резервоари стари и водоводна мрежа. Дали тоа не го рачунате дека е постоечка водоводна мрежа? И зашто ни се рачуна нов приклучок? Најголемиот проблем е жителите сумата од 7400 денари. Дека они на собирот истакнаа дека ние имаме веќе постоечи приклучок. При самата реконструкција на вашите водоводи, трети район, ново точно да кажете ви правите, значи кога правите реконструкција не наплаќате повторен приклучок, така ли? Кога ги мените? Дали општината инвестираше во новата водоводна мрежа или представникот на проектот што е да каже дали водоводната мрежа ја покрива штатарската донација? Сега си да ви малци беше тука има наведени некои работи кои ќе главно е тоа. Сега и за друго беше. Значи никој не дојде да најде дали од Министерството за животна средина кој е представник за таа донација или од кај вас како надлежни што ќе бидете после за водоводот да објасните на жителите на село Звегор пред да почне проектот. Тука ќе се гради проект Варбите минува трасата. Должноста на проектантот што изведува извршот или донацијата е до тука си ги покривате трошковите. Натаму останува трошок на жителите на село Звегор. Приклучок, водомер, црево, ископ, се тоа. Значи тоа никој не го објасни на жителите од село Звегор. Затоа некој вика, проектот покрива вода до дома. Значи настана револти малку, затоа никој на нас не ни го објасни водовод. Затоа како представник требаше да ни објаснат дали е тоа или не. Ако не, дали рачунате дека е нов приклучок, комплетен нов приклучок за да ги платиме тие 7400 денари? Добро. Ќе почнем со одговорот од последното прашање. Дали граѓаните на село Звегор се известени? Да. Значи, пред да почнем, мисля, од почетокот на реализацијата на проектот, почна прво со разговори со местното население, представници од, како што се вие, од селот Звегор и цела Габрово. 2018 година, тогаш беше служител Басо. Лјупчо беше председател на урбаната заедница село Звегор и тој присуствуваше на сите состаноци. Пред него, долу, пред да почне изработката на проектот, беше детално презентирано што ќе се гради во село Звегор, дали има забелешка и дали има предлог за некаде дополнителни работи, ако некој реон од дел од село Звегор не бил опфатен. Исто во село Габрово беше Миле, председател на урбаната заедница, тој живее во кај школото, покрај реката, во тој дел. Негов интерес беше, значи, водоснабдителниот систем, негов и на тие жители, пошто таму кај таа нова населба, да иде до горе до последната куќа каде што има. Тоа беше прифатено и беше и тој дел ставен во проектот и спроектиран и така е изграден. Значи, имавме ние повеќе 3-4 состаноци со председателите на урбаните заедници. Колку тие били формирани, тоа е во тој дел дека на собирот никој не знаеше дали презентира проектот. Значи ние имавме 150 подписи, никој не знае дека имаме презентиран проект во село Звегор. 2018 година. Значи пред да се изврши проектирањето. Значи пред да се планира кој дел од мрежата ќе биде каде ќе биде изграден. Да. Што се однесува до Дека сакате сега повторите ли? Значи што покрива проектот? Сега ќе ви кажам. После ги се на добра Јована. Јас прочитав што покрива проектот, значи тоа ние не одлучуваме, него одлучуваат договорните странки. Во договорните странки тачно е наведено, вика што се финансира и викат за
други непредвидени. Да, тие данъчни области и не ги Да, формират. и такси кои се предвидени со законската регулатива кај нас во Република Македонија. Значи, го прочитав во врските кои се од законот за снабдување со снабдување и удобен модули и како и одлуката на управниот одбор. Што се внесло вашето прашање беше дали се смета прв или втор приклучок. Значи, со водите во Република Македонија се собственост на Република Македонија. Со нив управуваат и стопанисуваат јавни предпријатија формирани од општината за таа намена. Единствено јавно предпријатие во општина Делчев кој управува со водите е јавното комунално предпријатие Драганица Делчев. Со сите корисници со кои води ние стопанисуваме, односно одржуваме мрежата, имаме склучени договори за давање на услугата и сите корисници, значи без разлика дали е градска, од Разловци па до Габрово, до Населба, Басарица, Полето, сите си имаат платено надоместок од 7300 денари за приклучок на водоводи и канализациона мрежа. Тоа е законска обврска. Ние, како што рече градоначалникот, јас ако се откажам од таа, јас ќе го оштетам и јавното предпријатие, а преку неплаќање на ДДВ-то ќе го оштетам и државата. Јас ќе работам незаконски. Моето прашање беше само дали се рачуна како нов приклучок. Да, Значи тоа што било не така. Вие немате склучено, значи договор немаме склучено. Немате со давателот на услугата за водоснабдување. И исто и во Габрово, додека беше како ситуацијата иста како во Зегор, додека самата урбана заедница на кој на тој начин некако стопанисуваше со водоводната мрежа, не плаќаше. Кога се приклучивме, кога ја предадоме на јавното комунално предпријатие, сите си приклучија, сите си платија за приклучок. Не кажа градоначалникот каква беше ситуацијата со резерварот во Зегор пред од својот починањето на проектот, отворени врати, не дезинфицирано, не оградено, не безбеден. Ние тогаш од иницијатива на градоначалникот го оградивме резерварот чисто само за да испитаме квалитетот на водата. Ставивме нова врата, го заштитивме, кога се испита квалитетот на водата, носевме во Центарот за здраве, се види дека водата е неквалитетна. Колку и да мисла, не употребува за вода за пиење, него како техничка вода. Беше ставена, беше објавено во село Звегор дека водата не е исправна за пиење. Ние во тој период на наша иницијатива на градоначалникот вршевме хлорирање само на водата, за да не дојде, не дај Боже, до ширење на некои заразни болести. Тоа се пред историјата, пред да се дојде до оваа ситуација. Оваа ситуација, како што го кажа градоначалникот, е настаната од објективни причини, причини кои се јасно познати и ги наведовме и јас и градоначалникот. Поврска да се вклучам во разговорот. Поврска и одговорност е на општина Делчево, на јавното комунално предпријатие, до секој домаќинство да достави чиста вода за пиење. Дај Боже, ако станат било какви зарази или епидемии, тогаш одговара и јавното комунално предпријатие, представникот, директорот, градоначалникот на општината и така натаму. Се приклучувате на нов систем. Тоа е добра работа што после толку години се изнајдени средства за да се приклучите на нов систем кој што гарантира чиста вода за пиење за сите жители на село Зегор, како што е за жителите на градот Делчево, на другите населени места, односно села. Проблемите кои што настана со фирмата која што го изведува проектот, се проблеми кои што треба да ги решиме. И ако, значи, јас мислам, процентуално над 90% работи се завршени, и тие малку работи кои што фалат за да биде ставен системот во функција, недостасуваат, а договорот на фирмата е истечен. Истечен беше до крајот на претходниот месец. Веќе не знам 8-9 дена колку е истечен договорот и има поднесено анекс 4, мислам, поред за продолжување на договорот. И на мене како градоначалник, значи, таа работа, јас не се согласувам со таа работа. Не е сега, затоа што имате вие закажано особина граѓани за да разговараме за проблемот. Ние проблемот го имаме поочено поодамна, би рекол година. Михајло ќе каже и нашите реагирања како локална самоуправа за да
биде решен проблемот и што побрзо да се стави во функција. Ова што го објасни директорот, ова се нови приклучоци. Не, вие на стариот систем кој што го имате градено од самопридонеси, затоа што рекол дека општина Делча и јавното комунално предпријатие е должно и одговорно да донесе чиста вода за пиење, тоа се нови приклучоци, вие склучувате договор. И мора да склучите договор. Тој ќе го оштети буџетот на јавното комунално предпријатие. И имаме утре институции кои што ќе поведат постапка за тоа што се оштетува. Не е битно што е директор во моментот и нема право за да го оштети буџетот на јавното комунално предпријатие и на жителите да каже може без да го платите тој надоместок да ве приклучи. Ова се писма, еве и Валерио Делчо 365 ќе му бидат доставени за да може да ги објави, да видат и до вас ќе ви ги дадеме. Затоа што како локална самоуправа ние имаме укажано и на кои дати за да може да се реши проблемот побрзо, односно да биде ставен системот во функција. До Министерство од локална самоуправа до Министерство за животна средина и просторно планирање. Ова е од 12.10.22 година, пред скоро 2 години. Проектниот координатор на општина Делчево за проект за подобрување на водоснабдувањето, предметот е укажување за подобрување на водоснабдувањето во Делчево, изградба на водоснабдителни системи во село Звево и село Габрово, констатира дека градежните работи не се одвиваат според потребната динамика и дека изведувачот не направил ништо во однос на зголемување на капацитетот на градилиштето. Прогресот на работите на терен е незадоволителен за огромно доцнење од повеќе од 8 месеци, имајќи го во предвид крајниот рок за завршување на проектот и реализација од само 15% од финансискиот дел на договорот, со многу грешки при изведбата поради недостаток на стручен кадар на градилиштата и недоволен број на квалификувани работници. Ова е укажано од наша страна до Министерството. Договорен орган е Министерството заедно со фирмата изведувач. Ти има споредна јавна, не е локалната самоуправа. Да бевме ние договорен орган, да беше јавната набавка, тендерот преку нас, договорот ќе беше раскинат уште 22 година. И имаме до сега и нов тендер, и нов изведувач, и работите ќе беа завршени, а не да се останчиме и да денем да завршаваме проблем. Исто така во општината пристигнати се голем број на поклони од граѓани за работењето на изведувачот за неточно, бавно, непрофесионално, со многу застои и долготрајни прекини на пристапите до своите имоти. Сите овие констатации се наведени во записниците од неделните состаноци кои се држани во изминатиот период од проектот. Ова не го спомнавме. Значи секоја недела во петок имавме состаноци со изведувачот, за да го динамиката на работата да ја зголеми, да ја сподели во однос на стручни лица, во однос на други работници кои што поефикасно би ја извршиле работата на терен и таа ситуацијата е таа која што е денес. И на крај пишуваме дека ние како општина мислиме дека изведувачот нема капацитет да го сработи проектот и дека не треба да му биде продолжен рокот за извед. Ова е архивирано, ова ќе ви биде доставено. Сега проблемот е кај нас што веќе не имаме уште укажување да го прочита за да знаете дека локалната самоуправа не седеше со скрстени раце, него тоа што беше во наша можност да реагираме како локална самоуправа, имаме реагирано. Ова е другото писмо од 7.6.23 година, пред една година. Предмет укажување, имајќи во предвид заинтересираноста на општина Делчево за успешна и навременна имплементација на проектот за подобрување на водоснабдувањето во Делчево, изградба на водоснабдителни системи во село Звево и село Габрово, финансирано од Министерството за животна средина и просторно планирање, би сакале да ви информираме за статусот на работите на терен и покрај преземните обврски на изведувачот од анексот. Сега веќе анекс има случајно овде изведувачот. И покрај преземните обврски на изведувачот од анексот за засилен ангажман и забрзана динамика на терен ситуацијата е иста без големена динамика. Тоа е што и Михаил Извонко и луѓето од урбанизам, значи и покрај тоа што не е наша обврска, а се грижиме и биде на терен и за тоа се испратиме овие писма. И покрај преземните обврски на изведувачот од анексот за засилен ангажман и забрзана динамика на терен ситуацијата е иста без големена динамика и со една група на работници кои се без стручен кадар на градилиштата и недоволен број на квалификувани работници. Сите овие констатации повторно се наведени во записниците од неделните состаноци кои се одржани во изминатиот период од проектот. Последната реченица е повторно, ние како општина мислиме дека изведувачот нема капацитет да го сработи проектот и дека треба да му биде раскинат договор. Ова е од 7.6.23 година.
Меѓутоа, тоа нема никаква реакција, нема никаква забелешка, се продолжи, се изведе неквалитетно. Најголемиот проблем е сега што дел од целото 70% веќе месец дена немаат вода. Како да го решиме тоа? Вие сега склучувате, веќе приклучувате. Дали имате направено технички преглед? Например, сега шахтите не се добри. Ниједна шахта нема стиропорна изолација за зимовска. Ако водомерот пукне, кој ќе го сноси трошокот? Кога нема изолација. Вие преземате таа одговорност или кој ќе ја преземе сега таа одговорност? Дека ги прифатите и правите приклучоци. Ако остане тоа, например, да не се санира до зимото, на минус 20 гарантирам дека шахтите се високо се поставени. Тие сами имате констатирано, вентилите се високо, шахтата може да е длабока, димензиите на шахтата колку одговара за 3 приклучока, не знам. Вашите стручни екипи треба да знаат дали може да ги изведат или не може да ги изведат. Меѓутоа, ако се случи, нели треба да има изолација од студ? Ако се случи да пукне водомерот, кој ќе го сноси трошокот? И не бакајате се малку учени околу това. Значи, се уште го записника проектот не е завршен. Да, значи не е технички преглед, така? По кој се приклучува? Зашто се приклучува, врши приклучување во селото сега? Дајте да не приклучите се, па после го решаваме Не е проблемот. пречка за доизведување на другите работи и Нема во интерес на време. Оти, ако не ги приклучува, ако и тие што веќе се остварили можност да се приклучат, ако не се приклучува, после пак јавното предпријатие нема да може да постигне да ги приклучи. Кажахме преа мислам дека се приклучува таму каде што има можност. Кажа дека тоа се една десетина проценти. Ниједна Ние шахта нема гледаме сами изолација, побараме нема. и сам се Не, тие врски што се поднос на шахта остануваат на фирмата. Значи, сега веќе малку- Значи, за тоа треба да само да појаснам. Има голем дел на Имате платено. шахти со три приклучоци, со два приклучоци и еден приклучок. Значи, околу ова, дали ќе има замрзнување? Значи, во проектот сигурно е предвидено на која температура овие шахти издржуваат, до која минусна температура. Ова приклучувањето што беше, значи кажа дека ради да се добие на време, оти кога ќе се преземе објектот. Ние 200 приклучоци не може да ги приклучиме ни за една недела, ни за 2 недели. Може секаде ќе се јави некој проблем. Се обично се јавуваат проблеми. И ако ние имаме сега ново да се имаме вода во нешта и чекате еден месец да ја приклучиме, не е коректно. А што се однесуваше во првото прашање, кога го надоместок, сакав да се вклучи малку и представникот на Швајцарската конфедерација консултантот Јулија Лап. Да, нека ми појасни. За да појасни. Моментално на 80, на 90%, значи 100% не е јасно зашто е... Представник е на... Значи, ние ги слушавме коментарите уште одамна. Кој имаше на Facebook, што го објавивме Да, барање, истина, кога да да. ги информуваме граѓаните да се приклучат со цел на времено да се обезбеди приклучокот, затоа што комуналното не има капацитет за да го заврши сето тоа, да речеме, во една-две недели, кога би бил готов целосно проектот. Заради тоа со цел на време да се обезбеди, бевте повикани малку претходно. Слушнавме и видовме дека таму има коментари, дека швајцарци ги дале парите и за водомери и за приклучок, некој ги украл. Не. Значи, одговорно тврдам, значи, дури овој коментари стигна на високо ниво до швајцарската амбасада, што на вистина не е во ред и затоа и сум тука за да се објасниме. Никогаш проектот, значи под никакви можности нема за да покрие давачки кои се наложени од Република Македонија. Значи по никаков основ. Дури и фактурите што ние локално ги плаќаме без ДДВ. Значи, а не лепа да плаќаме такса на граѓани. Од друга страна, сакав само да спомнам дури за вршањето што го прашавте за водоморната шахта и за изолацијата. Според Законот за водоснабдување, водоводната мрежа е на корисникот на услугата и тоа од главниот водомер во водомерната шахта и целокупната водоводна мрежа на корисникот на услугата. Водомерна шахта е објект на корисникот на услугата. Значи, комуналното ја врши услугата за да ме приклучи на соодветните водомерни шахти. Подоцна, водомерната шахта, самиот водомер е ваша собственост. Затоа и водомерот се купува, значи обврска е на секој корисник. Секој се сам треба да се го заштити Да, после. апсолутно. Значи за тоа да Значи, заштитиме еве ги некои- законските да. обврски, 6, 7 и 8 член од Законот за водоснабдување с урбани води, значи слободно може да се провери.
Да, значи до сега на нас само не беше објаснето ништо, значи таа. Значи за тоа секој си пишува на Facebook. Тоа покрива, ново покрива, кога веќе ти има документирано преку Валерија 365 сите го пратат, ти видат што опфаќа, што не опфаќа, значи. Значи исто така заклучуваме дека самата изолација си паѓа на терет на самите корисници на Значи водомерната шахта е објект на корисникот на услуга. Водомерните шахти се на јавна површина, Знам дека се најавно. на улица. Да. На таа иста шахта се приклучени Тројца. тројца. Да. Кој треба да ја заштитува и да... Мислам, Значи, видете, абсурдно е, ако е шахтата во мојот двор, како е се јас си во шахта и водомер, јас, тоа е моја собственост. Јас прво како граѓанин немам право да вршам никакви на јавна површина, нити интервенции, нити работа. Кој ќе ми дозволи на мене јас да интервенирам во таа шахта? Таа шахта не е моја собственост на 100 метри од мојата куќа, на сред улицата. Значи, собственост и обврска за одржување на мрежата е до шахта, на комунално. Значи, И шахта. според законот. Не. Говореле за И шахта. грижа на корисниците и на граѓаните. Ова е на совеста на граѓаните и корисниците. Значи, за да не го оштетувате имот. Шахтата е на 3 домакинства. Има шахти кои што се на 2 домакинства и на 1 домакинство кои што се на јавна површина. За сите да водите грижа, како што водиме во Делчо, како што се води грижа, не знам, во Гевгеде, во Кичево, во Скопје и во сите градови. И исто е. Овие мерни саати кои што се исто за што ги ставаат надвор во одредени општини, каде што секако би рекол дека има несовесни граѓани од ЕВН, се ставени за тоа, за да може да се чека. И сега не правиме, мислам, да не го тераме муабетот и разговорот со станокот во тоа чија што одговорност. Ова треба вие како граѓани да го чувате како жители на село Зело. Јас мислам дека треба тука да разговараме и некој начин да најдеме, Мислам дека да инициираме, погрешно се да инициираме некој состанок заедно со луѓето од Министерството за животна средина и да видиме како и на кој начин да се финишира работата. Добро, може ли Некој сега за шахтата чија одговорност е па мојата шахта е исто на јавна површина. Кој да е? Не, не са. Според тоа, значи сега дека ради тоа што вика треба да има стиропорни изолација, треба да има. Ние Мора да правиме има нешто во техничкиот што чин. треба до крај да биде така како што е. Затоа викам се, а сега прави Договор. треба да нема. Значи да и сите да имаат стиропор. Па сега- Поставка е дека ќе го довршат договор и ќе Значи да знаеме. Значи Според ќе тези се става, договори ќе се става се. Треба да Прашање стават до стиропор. директорот и до градоначалник. Значи, таа сума од 7400 евра. Значи, што спаѓа во таа сума? Просто да објаснете ми за дали за резервни делови, дали работна рака на работник или што се тези Значи тоа е надоместок кој е предвиден со законот. во ред. Сега јас не треба на вас тоа тоа е надоместок кој на јавното комунално предпријатие ќе му служи за одржување на водоснабдителниот систем кој го преземе. Водомерите се плюс така. Сега, например, кај нас во Зело може 60-70% од граѓаните имат водомери. Сега треба да ги фрлат. Не. Може ли да се стават во функција старите водомери? Значи, нашите екипи кога ќе излезат да вршат приклучок, ќе каже, пошто ние имавме водомери од ларжени се производители, некои имаше некои бугарски водомери кои не беа ни соодветни, не се ни за проток на вода. Значи, ако е водомерот според стандардите кои одговарат, ќе биде ставен тој водомер, ќе биде приклучен истиот водомер, ќе биде сликан на денот на приклучувањето и со таа состојба ќе биде внесен кај нас во система. Како почетна состојба. Над 60% се Само неисправните водомери и тие што не одговараат на стандардите, тие ќе могат да се знаат. А другото ќе се бидат приклучени се. Имам ја нешто само да прашање на вас. Пред некој ден дојде двајца од Струмица, кој исто тендер е земено за приклучок и шахти до самиот двор на сите собственици. И требало на секој собственик шахта. Значи, таа шахта е само предвидена за еден приклучок, не за 2 или 3. Брат ми тогаш беше со нив и ги праша, зошто сте вие тука пратени? Рекоа сме дека се земале тендер за да приклучат тоа и дека водомерите ќе бидат со GPS мерени. Значи, тендер се пушта до некоја фирма
само да докажа после. На некоја фирма што тие сати ќе ги донесат и сите ќе бидеме приклучени на тие сати. Тоа е информација од нив до брат ми луѓе за Швајцарија, ја го представам сега. Значи, секој семејство ќе има по една шахта и еден приклучок. Не може да има 3. Не може да има 2. Ниту ги има шахтите. Прогласихте дека сме ги украли сетовите на шахтите, кои не беа кај нас, беа кај вас. Ги најдеа инспекторите, можете да ги викнете горе. Не. Без информации не сакаме да се шират. Значи кај нас нема крадени. Не реков дека се крадени од нас, а ги најдеа после кај вас. Ќе си побараме информација од Министерството за внатрешни работи и од јавното Видете се, дали имаат информација дали има украдено. Јас таква информација немам. Значи кај нас дојдеа дека ние сме ги украли сетовите. А не реков дека вие сте ги украли. Значи ние ги после најдеа кај вас, дали сте крадени од некаде или до кај вас се донеси, ние това не го знаеме населението. Како кај нас бе? Сега заслужено сега да ти поднесе кривична приява. Ој мајка, За ширење за информација. значи Како кај нас најдени? Украдени па кај нас најдени. па така века Това е значи склопо на Фейсбук, склопо на сите тие работи, няма да се замараме со тие работи. Това не е ни тема на нашиот. Значи има си чувствуваме кои водат постапка за Знаеме од кои личности са пријавени како крадени, од тие што Дали се са крадени? набрали водоводот што треба да го направат. Тоест има институции кои това ќе не да се се После испадна дека некоја фирма од Струмица дека зела тендер да намести пласе. Сега ќе обяснам ви Но тамо не знам. Дали е така или не е. Затоа требаше од Министерството за животна средина тука да биде да каже дали е така или не е така. Сега ќе ми го донесат договорот да видите што опфата договорот, а иначе ќе објасна на кратко. Да, имаме ние тендер склучено со фирма Кот Инженеринг. И оние почнаа со работа, ама почнаа со работа со како подизведувач, истиот подизведувач, поштовање на теренот, знае ги инсталациите, во Габрово почнаа со работа со приклучување меѓу това. Неговиот договор опфаќа од кога, што е утврдено и на собствениците и се врските кои ги имаа Бауер, значи Бауер имаше врска, тие што изстава надвор, да излезе надвор со ППР од шахта. Негова врска беше од на ППР да се врзе со спојка и цревото да го вгради црево до дворо на корисниците. Се уште тендерот не е завршен, они во Зегор не са почнали да работат, Габрово некој поставија приклучоци, поставија ги тие тука што беа преку патот за Габрово за да може да се асфалтира пато и сега во моментот е во преговори со други лица кои надам се дека утре ќе отпочнат со тие активностите во Звегор за тој дел на работата. Значи, од надвор од шахтата до земјата, од ППР, да се закачат со спојка, негова спојка и негово црево до дворното место. Опфаќат позициите, сега ќе ги прочитам, ќе ми ги донесе колегата. Значи, никаква врска нема за шахти, за водомери или за нешто друго. Значи, тука спаѓа ископ, песок, затрпување, доколку има позиции, доколку има сечење на асфалт, доколку има вадење на бехатон и да ги врнеме во правобитна состојба, тие позиции ги има во тој договор. Значи јас Што значи нашто договор што е тука после да од надвор од шахтата до дворот. До дворот, не, вака. Тоа беше наше размислување за тоа што тоа беше наша обврска во разговорите со швајцарската влада, дека да го завршиме и тој дел од работите, што го прифанахме, додека да речеме во делчево дека се плаќаа комунали, таа работа се вршат и тие што плаќаа комунали. Самите граѓани до 30 метра од место нивна врска е. Ние дори тие што плаќаа комунали не им го правиме тоа. Меѓутоа тоа е прифатено и ќе отпочне да се реализира. Сега некои си направили сами. Направили се сега форми со што да правиме, кои си направили, ние утре ќе он што ќе го заврши, тоа ќе му се фактурира. Ако се заврши целиот договор, целиот, ако се заврши не мора да се. Тоа ќе настане некоја поделба, тоа е инвестирани веќе некои за сами, а после
Па сега некои се кажат погрешно да се приклучи, ама да кажат сега. Ама, значи от тези услови, денешните услови, значи на 40 степени сите сакаме да имаме вода. Значи стана аларматно вече кај нас. Може да се појават и... Не е друг да не завърши водата, него те сега ви викате дека треба некој да дојде. Значи кога ќе дојде? Кога треба да чекаме веќе некој? Кога ти инженери по Струмица и они не можеше да работат затоа што не беа ни поставени, не беа поставени излези. Да, значи тоа е... Се тоа ги немаше. Се тоа ги немаше. Со Бауер, со Ротамо, со Рамо, со Намо, мора да се прикачи на излезо. Кое е нашето решение да дојдеме најбрже до вода? Значи, јас се надам дека утре Ние треба да се работиме под значи ја ќе ги прочитам позициите за да видиме по да видите дека нема шахта како што е, значи претходниот месец. Ма не са не поставени. Значи има објекти оставени без шахти, нема дека да се приклучат. Знаете ли това дека има такъв објект? Конкретно на Франчо што е, ако знаете Франчо, улицата, не знам дали му е санирана на него, санирана на Царен век, кај неговата продавница горе нема оставено за него шахта за приклучок. Значи това явно беше кажано от жена му, дека нема дека да се приклучат. Това е кај Зингопа нагоре продавница. Значи нема века дека. Исто од мене надолу, знаете дека живеа кај продавницата, на мој братучет имаше сама инвестиција подпорен тит да нема оди водата во куќата. Значи, извадија и вишњаци и неговиот личен тит го извадија и никој не врна. Целата вода во Германија сега. Целата вода сега му оди во подобно. Целата вода му подобно. Това е кај Борко дека живее према него до зор. Кој това ќе го реши? Това беше негова лична инвестиција оти пред тоа му одеше по 11-20 метра и тоа не е завршено. Сите вишњаци надолу не се поставени, никој од точно кај продавницата кај нас што е надолу и вишњак нема поставено, а има извадено. Не е завршен договор. Па не, ти сега ви кажат до тук. Мора да ги заврши. А него не во записникот. Да, значи Ако му е поминал договор, ќе си избере нов. Значи това е додошо, да завърши, трябва да се говори, трябва да се завърши. Най-големият проблем е какво да се реши да дойдеме до вода на тия температури. Другото, нека си гонят институциите, нека си гонят и да си решава проблема. Примерно, ги вземе са тия сати без GPRS, утре можете ли ви директора да кажете дека мораме да вземем пасати со GPRS? Не е обврска да се вземат сати со далечинско читување. Не е обврска. Значи, сега не е обврска. Но утре ќе дойде, дайте вземете сега па таквие сати. Нема приказки да кажуваме. Кажуваат дума луѓето. Значи, ние разговараме со факти. Тоа што кажува во селото, во продавницата, дали ќе испие 2 пива или 3. Значи, обврските кои што ги презеаме, никаде не се преземени. Ние како локална самоуправа имаме по закон да донесеме инсталација подземна, водоводна или канализациона до 30 метра од домаќинството. Ние преземаме обврска, значи со фирмата што ја кажувате и што изнесувате лаги, таа фирма дојде па да ти кажува по една шахта за секој ден. Значи има договори за сето тоа. За тие договори стават подписи, стават печати, стават институции и ние гледаме да улесниме на жителите од село Цегор, за да ги приклучиме, затоа е тоа е тендер со таа фирма. За жал го земаа истиот подизидувач кој што не ги извршува работите како што треба. Звонко ръководител на urbanizma ви кажува дека са во преговори со друга фирма за подизидувачи и од нив стручни лица од таа фирма која што го е земала тендер, за да бидете приклучени побрзо. И на нас е во интерес, и на комуналното е во интерес. Вие кога ќе бидете приклучени, ќе платите сметките за вода. Да. И ќе допринесе исто на буџетот на комуналното предпријатие за да може да функционира. И ние се како да кажа, секој дневно е маката и на нас како локална самоуправа, за Звегор да биде приклучен. И затоа са сите тие писма што ги читаме и ушерете до значи за да избегнеме од тие Сега само да ние можеме да најдеме начин. Не можете да разберете што сакам да го За кажам. се што разговараме, ти, Игор, Горан, што разговараме за проблем, значи не може кога нешто постои како договор, најдете начин. Ние не може да идеме на терен да се тепаме со фирмата. Има постигнато, мисля, склучено договор, пред основа на тој договор. Кој не ги извршува врските и си сноси има пенали и ги си сноси санкции кои што са предвидени во договор. За да избегнеме рекла казана во однос на тоа требало да има шахти нешто, јас си ги прочитам позициите кои ги има во врското договор. Значи, он има машински ископ, ја нема цели да ги читам, машински рачни ископ, планирање, равне, набивање, транспорт, рачно насипување, кај што има рачно. Значи, машинско насипување, одизување вишок зеле, сечење на асфалт, рушење на асфалт, набавка транспорт, изградување, тампон, вадење на постоечки рамници, доколку има по трасата, на вградување на
асфалтирање на оштетените површини, кршење на бетонски тротоари, ако има, вадење на постоечки бехатон, градување, сигнална трака. Това само од тие работи, што земјаните работи, за да го изврши ископот и затрпување. А од другите монтажите работи има навод, прекрасни монтажи, челно заврување на ХДП, па е цевки. И треба да се вика цевки. Значи това е НД-25, това е четвртинското црево, 4740 метра дължни и навод извода фасонски парчиња, М50 за челно заврување по спецификација, това е спојка НД-25 316. Това има. Да, значи тие податоци се точно договор стојат, Значи, на нас воопште не ни... Нема друго нешто Значи, во договор што ви кажа. Кој начин треба да си гони дали е спроведено това или не е спроведено това. Ние tražime тој договор, почна да го спроведе во Габрово, сега треба да продолжи во Звегор. Надам се дека со друга со друга екипа ќе почне Да појасни и да по насока на решавање на проблеми. Значи, фирмата која што е изберена за да ве приклучи е на терет на општина Делчев, за да ве приклучи до дворот. За да побрже бидете приклучени. Услов беше да бидат поставени и шахтите и сетовите во шахтите. И граѓаните, жителите на село Звегор мора да склучат договор со едното комунално предпријатие. Јас мисля дека разјаснивме дека нема човек, нема кој може да го опрости тоа и да каже без договор ќе ве приклучим, за да можат и они после од саатите, од водомерите да бидете приклучени до договор. И тоа е единиот проблем. И зашто сме почнали на неколку, за да и после кој ето они ги ставаат до определена дела шахти. Ако немаше шахти, како да ве приклучи? За да и после не биде, откако ќе завршат целата работа, таму дека е можно, затоа приклучува јавното комунално предпријатие. Затоа приклучува и таа фирма, што ја кажувате од Трубица и како се више. Код инженерите не е битно, затоа и работи во моментот, за да не дојдат 200 домаќинства одеднаш да се приклучат, не може да се приклучат. А другата насока на решавање на проблемот е да закажеме состанок и со Министерството за животна средина, дали ќе го продолжат договорот, фирмата има поднесено анекс, четврти анекс мисла поред, за да биде продолжен договорот временски. Фирмата е, по моје видување, крајно несериозна, во неколку изјави го имам кажано, потврдуваа го барање, како што го имаме уште пред 2 години и година и сека, и скоро секој месец што го имаме доставувано, за да биде развина договор со таа фирма, да има друга фирма сериозна и да ја заврши работа. За насоката за решавање на проблемот е покрај тоа што го работи и фирмата од Струмица, и јавното комунално предпријатие за таму дека има постигнато договори, дека има можност да се приклучи, а фирмата таа или некоја друга да разговараме со Министерството за животна средина, дали ќе им го продолжат договорот, со какви пенали ќе стават да плаќа ако не ја извршат, ако им го продолжат договор за месец, за таа не знам за колку, не зависи од нас, и да им се укаже проблемот и на нив. Од Скопје не го гледа проблемот како вие што го гледате тука и што стои на нас на глава, на локалната самоуправа. 200 домаќинства за Рикса, не знам, ето во Белград што се случува, 45 дена главен град, соседна држава е немаш, 45 дена во Белград, во главен град на држава се без вода. На нас тој тоа е проблем, највеќе на вас што сте жители на село Звегор. И ние сакаме да го решиме проблем. Затоа значи таа фирма нека приклучува таму дека има можност, нека склучуваат жителите договор со јавното комунално предпријатие да се става водомери таму дека има можност, а да инициираме еден состанок со Министерството за животна средина, како вас што сте дошли тука представници, да идеме и ние од локалната самоуправа, сите и беше период на избори. Во тие избори нити имаш можност за нова јавна набавка, за нов тендер во временски период додека се изборите, това на сите ви е јасно. Има нова влада са, има нов министер, да поразговараме со новиот министер или министерка, не е битно, значи надлежно што е во министерството, за да кажеме проблемот е веќе алармантен. Алармантен е подолг временски период и ако се исто продолжи со истата фирма, ќе се реши проблем, ама ќе се реши кузне после колку месеци. Ние, како граѓани са тука 6,5 години, со никоја фирма сме немали проблем. Проекти завршихме многу. Са видеви, таа фирма е за прв пат уклучена, која што се имаше и своји проблеми, ама тие проблеми не мора да бидат пренесени на жителите таму дека се работи, дека се земали обврски. И исто и на нас прават проблеми, како локална самоуправа. Жалбите, поплаките на вас са до нас како локална самоуправа.
не до Министерството за животна среда. А ние не сме договорен орган во целата работа. И не може да излегнем и да се тепаме со работниците на терен, и несоответни работници, и нестручни работници, кои што ги ангажирални, и од нив да станат. Не са ангажирани тие работници од локалната самоуправа. Значи, Ја мисля дека брže ќе осознаат. Значи на нас нема ништо ни, значи ние сме без вода, катастрофа е. Гледаме на къде от работите и свръз став имаме за земено. От денес, сметаме от денес, после 7 дена, почнуваме с блокади на международни. Над 90% сме на истия став, можем още днеска да го направим това, но ще дадем някой разумен, макар да е много, от тия горещини сега, като се наяваме 40 степени, некој дома да нема една капка вода, со месеци вече е преко глава. Значи видяхте сами што значи 4 дена кога нема, а не со месеци. Во рок од 5 дена, ако не се мрдне да се види, значи да е очигледно дека нешто се движи напред, ние секојдневно ќе го блокираме пат, тогава ќе осознаат и министерство, и министер, и од и неиздржливо. Хора, ајде да рационално да размислуваме и да разговараме. Јас мисля, повторно ќе се повтора, дека е најпаметно да закажеме состанок со ваши, со представници од село Зегор, со представници од нас од локалната самоуправа, со министерство. И на мене е најлесно како градоначалник од таа позиција моментално да кажа нема проблем што лекувате, јас ќе земам што. И што сме го решили проблем. На кој правиме проблем? Па правиш проблем на држава. И тука после ќе испадне дека тераме политика. Не да го решим проблемот, дека тераме политика. И јас ќе се оградам, ми е најлесно. Ќе кажа не зависи од мене, дека го има името на општина Делчево договор, никаде го нема, министерството, друга влада и ќе штрajкува. Значи не е работата за штрajкување. Работата е да го решиме проблем, да закажеме состанок, кој ќе идеме на истиот начин како Сашо разговараме, да им предочиме сите работи, сите писма кои се пуштени за таа фирма, дали ќе им го продолжат договор или друга фирма ќе најдат, работите повеќе од 90% се завршени, ама и фалат класонски дел, фалат други елементи во пунктните страници за да биде пуштен системот во употреба. И да им кажеме, ето го пресеко на работите како што е направено во записник од надзорниците, това треба да се сработи. Истата фирма ќе ангажирате друга фирма, доколку не го направите и таму да разговарате. И ве предупредува дека ќе има штрајки или блокирање на меѓународен патници. Со таа динамика како што ние до нова година не треба да очекуваме. Не. Јас апсолутно мислам, ето ми казал појасни за купните станици што треба таму за да биде ставен системот. А во меѓувреме ако ве приклучува јавното комунално предпријатие, ама ако имате договори, ќе профункционира. Нема уште многу работа. Ама ти не можеш ти немаш договор нема соговорник едноставно. Џабе беа сите состаноци и секој петок. Шеф пратат од фирмата и он само прима со главата и вика така ќе завршиме работа, ќе донесеме повеќе машини, ќе донесеме повеќе луѓе. И наредниот петок е истата ситуација. Ама он е заштитен со договор. И ние пуштиме писмо да раскинат договор, не го раскинува договор. И ето и са имам сознание дека нема да го раскинат договор, дека ќе му го продолжат. Па за това ние и собрем нема да работиме. Водата сигурно нема да работиме. Водата од земјата се користи. Ние така и така вода нема. Значи и така вода нема. Неиздржливо е вече, ние ќе ги блокираме, таа фирма нема да работи. Понатаму, дали некој ќе поништува договори, ќе прави нови договори, анекси, нека се влошава други. Нека се влошава. Просто не иде така. Мислите ли дека е паметно да закажеме состанок со министерството, да, како локална самоуправа и вие на тој состанок да присуствате, да им кажеме и да видиме што ќе кажат. Ако го решава проблемот, окей. Ако не го решава, вие изтакнете исто дека се блокира меѓународен пат. Има и закони на кој начин можете ви да блокирате меѓународен пат. Да не биде повеќе од 7 дена, кои се закаже. Ето уште денеска да искомуницираме со министерството, да потражиме состанок со нив и да видиме со анексот. Ние немаме сознание што е направено. Има поднесен акт, дали сте им продолжили договор на истата фирма. Ама да идеме и да седнеме на маса да разговараме, значи на кој начин мислат што побрже да го решат проблем. А водата од Зегор се користиле за Вие ќе користите исто преку пречистителната станица која што е изградена. Затоа што утре кој ќе дојде на анализа да се направи, не да може некоја епидемија или некој да се зарази, одговорно е јавното комунално предпријатие, одговорна е локалната самоуправа. И мора да пиете преку пречистителната станица вода. Дали ќе се користи нашата вода од Зегор? Дали ќе биде вклучена во водоводниот систем? Сега. Јас знам дека ќе бидете вклучени на новата пречистителна станица како Градоначалниче, вие направите мрежа.
за водоснабдување на селото. Значи селото си имаше водоснабдување со стара мрежа. Сега имаме нова мрежа со нов резерват. Новата мрежа ќе стане новата престъпна. Ама дали нашата вода што иде до резерварот ќе биде приклучена или ќе биде донесена в Лошана, Од Олшана, па тоа го пуша. а таа вода нема да се користи кај нас. Таа вода не мине ни систем кој што може да се проведе. И јас не верувам надзорите да дозволат после таа вода да биде користена. А например, тие ако не сакаат некои да се приклучат на нова водоводна мрежа, старата уништена, што правиме тогава? Имаше прашање вчера, ја немам пари да се приклучам, сакам на старата да сам си още. Немам пари. И луѓето, ја не мога да му бркна во джепот дали има пари или нема, а имале вода до вчера. Да. Дали вие ќе го исклучите или ќе биде приклучен на некој начин? Според законот за водоснабдување, доколку има изградена инфраструктура, должно Може да да се се сака, приклучи. должно е да се приклучи. Значи без разлика ето и на канализациона мрежа да е, може не сака да се приклучите, меѓутоа ако има готова инфраструктура, ваша обврска е да бидете приклучени. Едно прашање тука веќе слушнавме се што кажавте, кога еве ќе се вклучат на тој систем, кога се очекува, иако реков има проблеми за изградба на работите, за текот на работите, кога звегорци на системот би се приклучиле некое догледно време, најбрже од сега? Имаме ли таква информација? Каков е одговор да дадеме, ќе биде поушален. Добро, така Ќе биде поушален. Ние не знаеме со новиот договор кој што ќе биде подпишан, со истата или со друга фирма, што стои во договор. Затоа што не сме договорна страна. така. Како да го објасни? Ето, снимаш и да слушнат сите жители. Не сме договорна страна. Кога не си договорна страна, нити поставуваш услови, нити можеш да ги диктираш услови. Значи се зависи од изградбата на работите. Това ми е предлогот да организираме состанок уште денеска, да се кажеме што побрže со министерството, предочиме сите работи, да се предочи пресекот додека се е стигнало со работите во село Звегор и за колку време може таму они да ни кажат. Пошто не има договор и со Горан се договара со фирмата на Горан, за 1 месец треба да биде ставен систем во функција или 2 месеца. Така. И тогава може да има релевантен одговор. Така. Ако сето друго сега да кажа јас да карикирам за 1 месец, за 2 ќе бидат приклучени, тоа е чисто поучално. Така. Тоа не држи место. Јас да Прашање до директорот. Едно, Видите, водата не е исправна, звегорската вода. Што се има водата не е исправна, за пиење. А секој делче, втори, трети лие вода од Звегор. Изтосител, да си вода од наша. Јас зборувам за период. Плюс, од зборите са водата. Да кренем, комисија да кренем по селото, да видиме колку се перални и расипани. да, водоводна инсталација, тоа се е уништено, веќе тоа е нормално. Како што рече градоначалникот, ние нити сме договорна странка, нити сме изведувачи на проектот, нити затвараме, нити отвараме вода во село Звегор. А што се однесува до квалитетот на водата, зборува за периодот 2018 кога го вршевме врдување на резерварот, затварање на резерварот и носевме да тестираме водата. Тога и резултатите изнесува негативни дека водата не е квалитетна и исправна за пиење. Едно прашање само директорот од моја страна. Значи, како што наведе градоначалникот, дека ние ќе добиваме вода од Лошана. Вие моментално вршите приклучици од Звегор. Од кој водовод вршите приклучици? Од која мрежа? Од Лошана не иде таа вода, се уште. Ние вршиме приклучок, де е извршено приклучувањето за да кога биде вода од Звегор, водовод, така ли? Да, Звегор, ама ние не значи ми нити прекорачуваме таа вода. Ние извршуваме приклучок за да кога ќе дојде, кога ќе профункционира системот, кластер станицата кога ќе биде пуштена преклучна станица, кога ќе почне новиот резерват, кога ќе почне, да, кога ќе го Да, разјаснаме тоа. тога и ние, како што речем, ќе извршиме сликање на водомерите и од тога ќе се почне и водата ќе биде сигурно. Ако правилно не разбрахме, значи ние комплетно ќе видиме нашиот водовод ќе биде од браната Лошана. Не. Фактички няма да користиме ништо од таа вода. Се користи, кој не го се користи. Дали таа ќе иде у пречистителна станица, па ќе се враќа назад, како ќе, например, какво ќе се изведе тоа? Како Какво ќе ќе ја користи? 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 А нормално ќе ја користи вода, таа новата линија иде од старата линија е споена, значи не знам, од таа вода е споена, новата линија. Дали ќе се затвори горе после, да не се Ова беше прашање. Сега колку ме разбрах после таа нашите извори ќе се од по реката. по реката. Ние може да правиме. Каде?
Значи има, си сами знаете коя количина на вода разполага Звеговски Мисли дека извор. само или хлорираторите, Значи Биде ќе се користи третирана нашата за да биде вода. со- ќе се Е користи така, вода, само ќе биде третирана ако треба да се почисти. За да знаеме оти, значи од Фейсбук нашата вода оди у Делчево, а ние ќе пиеме вода од Лошана која не е исправна. Сваташ? Затоа Да, да не, чистиме не, малку. вода е на Република Значи, Македонија. Точно, Това не е вода на не е вода на Делчев, не е вода на Звегорци, таа е вода на Република Македонија. Говорите, согласни сме за тоа, моветите са тие. Дека сме Секогаш ние е користници. подобро, Не, не. секогаш е подобро да си има алтернативен извор на снабдување со вода. Говорете. Кам да нема потреба да се користи водата од Звегор, во новите резварки се врши хлорирање и пречистување. Кам да биде доволна само Да нема потреба од Лошана. Од Лошана, само од Звегор. Не да може кога ако случајно има дефект на код, може да се користи и таа вода. Како габро. Не, да чистиме дека ќе има флорирање на водата, флорирање дека ќе се користи тоа. или у евентуално дождливи денови ако се појави да има макроз, бактерија, ќе е под контрола на јавното предпријатие и ќе се Да. или Говорите ќе се само што третира. прашање од тоа е од жителите што Значи, време на ако може да се собствено третира, прашање, ако не ќе се случи во некој момент. дека селото некој пат ми вистирало па во тие два резервари што си и западот за вода што е донесен. Има некои предлози, одредено ако би кажа пример по член колку се за основните потреби на член. Дали 3-4 кубика за месец. За туширање, веќе тие колку се основните потреби, дали може тие за основните потреби водата се плаќа 50% од пазарната цена. Надминувањето на таа ако би кажете се плаќа по пазарната цена. Гледа, што знаете сите сме информирани, регулаторна комисија за енергетика постои, меѓу другите цени горива, електрична енергија е регулирана и цената на водата за пење. Цената на водата за пење не ја одредуваме ние го одредува регулаторна комисија и таа е единствена која важи на територијата на општина Делчево, односно на граѓаните кои ги ние снабдуваме. Ние друга цена не смееме. Како прашање е поставено дека некој вистирани, Знам, тоа е знам, прашањето тоа е. поставено дека тие за основните потреби дали Граѓаните може се да емоционално врзани, Да, ама закон знае се како важи за сите граѓани, така. Добро, за тоа го некој друг финансира целиот систем. Добро, да резумираме на крај, ако ето да закажеме ние собствено како локална самоуправа со министерството, сигурно од ваша страна представници ќе бидат присутни. Да, Колку ја реков, представници ќе во рок бидат од за 7 дена да биде тој состав. и да можеме да го закажеме што побрзо. Да. За да разговараме во Скопје ќе се ако нема да треба ние да идеме во Скопје. Сигурно и од ваша страна ќе бидат присутни да разговараме, а после вие какви чекори ќе преземете, дали ќе блокирате или што ќе правите, за да имаме ние јасна слика што ќе направиме. И во кој догледен период, доколку веќе се продолжили договор, за колку временски период е даден подпишан нов договор или ќе подпишува со некоја друга фирма нов договор. За да имаме ясно на маса што е направено и кој ќе продолжи да ги изгледа работи и да ги финишира. Според това ние ще се договорахме на Звегор на собствено победен присъщ не може да стои 50 души. 100 души сигурно може. Последната опция е най-вероятна. И от тази няма да отстъпиме, за да... Сега дали е министерство, Пред това, дали кой... Последната опция е добро стои. Ние с вас не дойдеме да разговаряме конкретно за това. От и знаем дека не е важно. Ние дойдеме да разговаряме повеќе заради тия проблеми. Добро, да најдеме некој решение. Така, заради тия барања. Гледаме дека това ќе оди во недоглед. Баре официјално сега слушнах и од сите ваши излагања тука, дека таа фирма, ако е веќе подпишала и да не е, па да се подпише нов анекс или нов договор со друга фирма, че нас септември месец сигурно ги нафане без вода. За да подигнеме просто да се обрза работата, ние ќе прибегнеме кон тие чекори, па нека се замислат. Ќе покуша да захали. Нека се замислат. Трајко е граѓански загаратирано, апсолутно. Јас сака само да посоча и да го насоча разговорот, да идеме да обавиме на разговор со Министерството и да ги добиеме сознанијата од там, што планираме. Порето бидете се вие и... Значи ние сами да се закажеме. Собствено, јас това сака да ве прашам. Дали ќе сакате да бидете присутни или ние? Да, не е проблем, че сакаме да видим, но што рече и Дарко, значи во рок од некој ден да знаеме дали Ние денеска ќе закажеме. дали е иницииран тој состанок, дали е Денеска прифатен тој ќе состанок. инициираме да се закаже што побрзо собствено, ќе ви информираме.
за кој ден е запречено. Едно прашање до вас како иницијатори да се одржи оваа средба денеска, дали сте задоволни од одговорите што ги слушнавте? Конкретно за сегашниот собир. Еве официјално ве прашувам. Не мога да кажа дека ние не можеме да одлучиме само трицата или четирицата колку сме. Прво треба да се совереме сите. Добро, но тука сте како нивни представници. Да, што ни кажа и дали сите го фатат умисли. Секој ќе каже својата страна. Општината, јавното предпријатие Брегалница, представникот по проектот, значи сите си изнесоа нивните гледања и нивните должности и обврски. Од таа гледна точка, вие тоа што го слушнате дали сте Имаме задоволни? некои барања дека не треба да плаќаме 7300 денари за приклучок, значи тоа е законски кажање, дека законски не е возможно тоа. Другите трошоци ги помиравме сами. И водомерите набавивме, и ископ, и црева, се тоа беше на терет на граѓаните, тоа е прифатено. Беше проблем околу сумата за приклучок. Дека по тие мобети, значи, дека имало селото нешто некој учествување во тие водоводни мрежи и во изградувањето на самите резервоари, затоа сакаше на некој начин дали постои можност да се на некој совет да се покрене, на совет на општина Делчево да се покрене. Сега ние ќе испаднеме многу специјални може, само за нас, ама ако е дали можност постои или не постои можност да се покрене тоа прашање, да се ослободат некои давачки или барем некоја сума да се намали, или у самата сума да се беа вклучени водомерите да ги набави јавното предпријатие. Имавте одговор, да? Да, значи има одговор, никој не те обврзува да си набавиш преку јавното предпријатие водомер, може и старите ако си исправни, а сумата таа 7300 што за жителите на село Зегор е малку непознаница, зашто ќе ни ги земат тие пари 7300. Значи това е донесено на 2009 година на совет дека приклучок и нашиот приклучок се смета како за нов и ги бара тие пари да ги плати. Тоа е. Мислам дека и таа одлука на управен одбор од 2008-2009 која е, мислам дека не нити е устав, нити е свето писмо, како што е донесена таа одлука, ако се има добра волја, може да се донесе друга одлука. Дали преку советот, преку советниците и зошто да не може да донесат друга одлука. Не е устав да не може да се смени. И мислам дека ќе се амортизира револтот поради причините за кои не сте вие виновни и тој револт ќе се амортизира кај населението. Мислам дека нема, ако има форма законски да се покриете вие, што рече и градоначалникот да не соси од одговорностите и директорите вие како градоначалник, мислам дека ви дозволува и закон и статут на општина и преку совет може да се донесе таква одлука. Значи ние не бегаме од тоа дека треба да се плати. Меѓутоа, знаете, Игор потенцираше тоа во тој аспект. Значи кога ќе дојде екипа ваша да приклучува, свесни сме ние дека тој човек устварува личен доход, дека треба дневниците губят и некоја сума прифатлива, да кажеме, до 50 евра била, мислам дека ќе се амортизираат сите револти. Сега, дали градоначалници вие преку ваша иницијатива, преку совет на општина ќе побараме подршка и од советниците, од сите советнички групи, да се донесе, да бидете законски покриени вие, во исто време да го амортизираме револтите на населението. Тоа беше главниот предлог наш. Да кажа, значи може да се инициира преку советот да се донесе одлука. И таа одлука не може да важи само за село. Одлука се носи за нов приклучок. Да. Одлука се носи за куќите кои се градат во Басарица, во населба Пролет, куќите во на територија на општина Делчево и во другите населени места. Кога ќе донесеш ти некоја одлука на совет, таа е нова одлука за приклучок. Гради, плаќа комунални, приклучок нов за водоводна инсталација и ако се донесе таа одлука да важи 3000 за Зегор, ќе важи за сите нови корисници. И не може исклучително само за жителите на селото да донесеме одлука. Нека биде сообразно с Правнички, јас сум сам правник, меѓутоа мисла дека ако се носи нова одлука, ќе се носи за сите жители, за сите понатамошни корисници. И ќе повлечеме некој процес, ланчано, позади, зашто тие претходно се плаќали 7300, а вие носите одлука. И судски процеси 300 чуда, и уште толку јавно комунално Това е барање, значи ние сме свесни дека е приклучок на 7300. Това е барањето само. Да, волете. Делчево,
дојде Звегор на ред да ги приклучат без дека пари. селото инвестирало некога. Сега дали тоа веќе е вредно или не е вредно што е инвестирало, ние од таа страна бараме што е нешто инвестирано, некој пат некој давал пари, дали може да се донесе со устава образложение. Дел од значи резервари, запати за вода ги правило селото на времето. Дали од таа со такво образложение на стојото може да се донесе таква одлука? Това е значи како компензација за некое моментално да се односи само за село Звегор. Дали може, дали постоја тоа законски врски тоа да се направи или не постоја. За тоа разговараме тука, така ли? Значи, тука е представник на има од советничката Сега група. да се обрнат. Иво, ако може, ја не сум бил присутен на Солиро, но гледам работите се разведува од страна на изведувачот, а Звегорци, јас там живеам, како жител на Звегор, можам да го кажам и да го замолам директорот, бидејќи ова е деценијски проблем од Звегор, не од вчера, не од сега, тоа што се случува, но за дека се решат сите проблематики. Дали, сега го прашам Чичко, бидејќи тој е постар, повозрасен, ми речи дека водата од стариот резервар е пуштена по новата линија. Дали тоа наистина на Михаил? Дали има што знае? Да. Значи, 14 души имаат вода во Звегор, а другите немаат вода. Додека биде и се решаваат тие проблематики, животна средина, додека се отиде во Министерството, значи да се пушти по стариот, ние имаме проблеми, ама сме наудени начини на местна заедница или собир на граѓани, сме правили редукција и така натаму, тој месец и пол се решавале проблеми. Да се приклучи пак водата, да се исклучи од новата мрежа и да се приклучи на старата мрежа, за да стварно луѓето имаат вода. Бидејќи не сум го знаел тој податок, додека не. Моментално и двата функционираат. Има некој друг проблем тие што нема. Друг проблем има. Друг проблем има. Се донесе просто нема вода. Да се најде проблем од кој Дали е изводливо тоа? Директорот, когато тоа дојде во резерваро, оди во мрежата, така? Да, ма значи старата Не мрежа оди е по уништена. реката. Старата мрежа е уништена. Значи Михайло, оне пак се разправляваме от Звегор, дека Звегор е уништена старата мрежа. Од почетокот на Звегор до резервара уништена, значи извадени се азбестни цепи. И од другата страна, од почетокот на Звегор до 400 метра, мисля дека до него, некаде таму, се извадени другите цепи. Тоа не е уништено, него е изградено нов и подобар. Значи ние немаме вода за таа причина. Ние немаме вода за таа причина. Значи кога се работи, значи јас ќе Старата кажа мрежа како е пълна сега песок и шут и завъртишена от и на ядо место да скрши и какво нестручно кръпеа пукне това ров 2 метра, но ще се напълни към вода. Това може да е друго. Повлече, остава го така, нема дел, нема спойници. Сите спойници се работи къде са работилници. По цял ден, навлече шут и сега вече дека секундарни линии до по-десните среда, това се запише да се закрие. Значи сите спойници се работи къде са работилницата со Драган. Ја и брат Мичко Никола ги работиме спойниците, со Боб. Од бар. Новите спойници. Не нови, стари спойници взимаме, за да ги обработиме на древенко, за да ги обработиме на фрезата, за да може да постои селото да има вода. Без пари сме го работили, не дека сме взимали пари, ние сакаме да имаме сите вода. Неколку вентили, што беа расипани, доаѓаше повторно кај нас да ги доработиме, да биде приклучени. Кога они ги скршиат цевките, ја и брат Мичко Никола само така рекаме, дека ние веќе вода нема да имаме. Знаете ли што? Новата линија што иде од озгоре, оди директно врзана со другата линија, а нашата линија по 90 степена направено аго и пуштено со штопната која скршија тие што работиат тротоаро и вишњаците, беа ја земали, беа рекли дека ние сме ја скршили, но ја рекол дека штопната, това е штопна, не е вентил. Штопната повторно не е бобија стави, и па нема вода. И му рекол дека никогаш нема да имаме вода. Ако вие директно не ја поврзате или ако не ставите вентил од почетокот на селото, доле на новата линија, да се пълни старата линија, ние няма да имаме вода.
Или кажете на луѓето, дайте што ме е веќе линијата поставена, дайте вие приклучете се на новата линија за сега, додека да се предаде се тоа. Брегалница после нека дојде, јавното предпријатие, саати нека тури и нека почнат да си плаќа. Секој веќе ископал до новата линија. Секој. Разберете ли дека секој? Да, има дел новата линија не покрива нови со вода. водомери, а не се наплаќа вода. Зашо да не се приклучи? Или после повторно ќе не те разбира. Брегалница моментално не наплати и тие што ги приклучува не наплаќа вода. Да, ама точно така, но ни се плашат. Беа дошли од Звегор некои од Скопје, беа рекли дека крадат вода. Според това. Ето директорот вие тука гарант, дека нема да се наплаќа до моментот дека не помине целосен технички прием. Значи ние сакаме да знаеме другите што не се поврзани на новата линија, нека се поврзат да има вода барем они. Значи тоа е проблем. Дали треба да се поврзат додека да дојде јавното предпријатие да ги приклучи, да почне да плаќа вода. Ние приклучува, треба да ново да направиш да приклучувате, приклучуваат, това. Значи не е спорно. Проблемот што и новата линија нема целосно вода, значи тие што од нас надолу, значи тие 50 куќи се тотално никако не. Не, за никаде не може да. Сега ти кажа зашто нема, како нема. И вчера Последната шахта на селото тече водата сате и сега и са бајри и вчера ностоп преку патот тече последната шахта, а оние нагоре никако нема да се приклучат. Значи Боби като да да се ги приклучите не може. Последниот пат питане нас зашто тука толку вентилите или шахти. Ние му кажаме многу е јак притисокот, што се створи јак притисок, а слабо се направени сите вентили и мора некаде да избие. Он рече ја подложно сум да иде само да завртам 2 круга, колку да има вода и е само направена на 2 круга. Сега дали некој да врати горе или не оди да врати, тоа веќе не ми е јасно. Знам дека Боби задужен за тоа. Преку патот. Да. Кој е таа вода? Таа е од новата линија на последната шахта. А зашто се още ли тече? Тече, те денески се тече през пато носно. Вие директори да се опита да тече таа вода е Тече и се доста работира. Тоа тече. вади си тука, мисли дека му протича преку пато, а од шахтата тече водата. Ето това е голяма причина, може да река, причина ще губи там да иде. Значи губи се вода, там ностоп тече вода. Која е причина не знам. Важно тече и сата. Има разбавали ли тук са? Има. Сигурно? Вчера беа тука, да. Вчера беше тук. Вчера карата со гората резерварот И резервар ли беше тоа вчера? Не изреагираме да се врата вода. Кажав ја што е проблемот. Значи заради поголем притисок на цевките, за да не избива водата секаде, затоа што се изби водата на многу шахти, Боби речете направам да се завртам неколку круга само колку да има вода, да не е целиот пуштен во употреба, за да не избиваат сега. После ќе биде кога ќе се пуши под пълн притисок. Кој ти одговара? После нека Тоа треба да видите свесни што преземате и кои одговорности преземате после, да не паѓа пар на целото терен. Мора да се изтестира се, да се изтестира, па тога ќе ја преземе. Отите ви, имате големи проблеми. Значи На некои места ги затрпуваат цевките со вишњаци и со парчета да се. И што утре некој потешко возил ќе настави? Треба да верувам да примут. Кој е тој надзор што го дозволил? Кога ќе најавиш дека некој надзор треба да дојде, ќе настелиш 20-30 метри. И песок, заминува се надзор од самиот ископ што се копали со остатоци од азбестни цевки, со остатоци од канализациони цевки, врз истиот шут се ставаше новите цевки, со истиот шут се затрупуваше. За канализацијата. Канализацијата знаено докаде ни во Звегор, само по реката е изведена, не е завршена мисля целосно. Значи нямаме ни канализација до куќите до 30 метри, речеме како што рекоте дека законот предвидува. Ние имаме од 500 до 1000 метри собствена инвестиција за главната канализациона мрежа што се носи. Нямаме, значи, ако веќе се наплаќа канализација, требаше, например, сега веќе селото е извело таа канализација, што викам дека е изведена. Значи требаше кога се прави водовод да се стави канализациони цевки, широки и тука да се поклучиме. А ние сега само инициативно сме си карали до новиот до новата линија што за канализација. Това е истина. После ни се наплаќа канализација. А ние имаме преку 500. Каменец до таа 500 метра е точно. Значи цевки платени од нас. Канализацијата треба да мине
полка што минеме далече околу улицата и од домаќинството до улицата се приклучува на канализација. Како што знам дека со новиот приклучок од 7400 дена на Па таа платена и сумата за канализација, а зборот да знаеме каде е канализацијата од Звегор, какво е направена канализацијата од Звегор. Тоа да не е тоа да мада тоа е проблем моментално, нема утрени не е спомнено дека и таа сума е за канализација. Канализацијата е само главната линија до некаде изведена, не цело сума. И тоа да очекуваме. И на крај може да заклучиме дека нити ви надлежни, нити можеш ние да најдеме решение. Дали останало само предлогот се закажува собствено министерството, дали друго решение како да се најде. Дека што предложи Новоселски по старата линија, значи кажа веќе дека старата линија е уништена, не може да потече по нея. Кое решение ќе биде за нас? Не може да се закаже седница да се измени сумата за приклучок, дека тоа е поединично село не може да се идентификува со това е одлука која важи за така е, значи јас за тоа викам, значи законот е 2009 година. Од таа одлука некој веќе 15 години плаќа. Сега ние да донесеме таа одлука за сите поединечен акт кој ќе важи само за село Звегор не може. Согато да носи општи акти кои важат за целата територија. И сега ќе да се намали сите и во село Габрово сме учествували во градењето на водовода, и во градењето на базенто, и во село Станлер, и во село Град. Ама сумата се приклучи. Да, вие сте учествували, тоа да имате право да нападите, тоа сте вие комплетно учествували таму. Не. Мислиш дека како жител на село. Јас како жител од времето од Габрово, ние сме се заедно исто правили резервоар, правили сме вода, кога е презема, платили сме си таа сума. Ајде, дали може, например, вие како јавно предпријатие да им излезете во пресек на има доста граѓани и социјални случаи и со ниски примања, да кажем има куќа што има само еден пензионер на минимална пензија. За него е верувате и статок една пензија. Дали може на некој одложено плаќање да се направи за такви? Тоа веќе иде во прилог и може да се донесе одлука на Совет за социјални случаи кој што има преку Општинскиот центар за социјални работи, кој што е социјален случај, да донесе потврда, Советот да донесе одлука, тие домаќинства да бидат или тој жител да биде ослободен од плаќање на. И тогаш ќе преземе општина Делчо или јавно комунално предпријатие, ќе си преземе обврска зависно од одлука за како ќе донесе Советот, ќе си преземе обврска за тие случаи. Ама тоа падае со документ. Не дае за како преска во одреден тек од мовето што правиме тума. Значи ние разговараме во основа на факти и документи. Има документи, Советот носи одлука социјалните случаи да се ослободат од плаќање на надоместок и ќе ги ослободи. Или ќе приклучува на или општината да Това е моделот на моделот на рати не е проблем. Значи секако ние даваме на плаќање на рати. И тој надоместок може да се подели да се даде на 3-4 рати, зависи од можноста на корисникот. Да се врнеме на главниот проблем, веќе да мислам да заклучуваме. Ако ми се дозволи. Сега ми се криваме да не спане паушално и така со публицитет. Мисля дека требаше да има други представници на Советот, барем од другите советнички групи. Сега да са поканени на состанок и требаше да има повеќе свет реално. Од вас се што го слушаме тука се е дека така, ама мисля дека за да имате некој ефект од состанокот треба да направите заклучок од тој состанок. Оти ако се сведе само на барањата ги се недоглед и това ќе остане состанокот да трае до утре до други дени и ништо нема да се реши. Сега според мене три основни заклучока треба да ги донесете од таа денешна како средбели состанок. Едно од тие е, како што кажа градоначалникот и секретар на општината и вие како представници, да оствари да се работи со Министерството за животна средина. На кој ќе погледат меѓу другото да се направи и ревизија на веќе направеното во село Звегор. На кој ќе се утврди кој е уништил стариот водовод, кој е уништил доста голем инвентар на општина Делчо, кој што е печачката патека, бандерите, кој што вече и голем дел има штети и поединци од село Звегор да се утврдат, штети да им се задолжи да го завршат и нормално дека има пропусти да го реализираат. Еве например, стои на разполагање, познавам го лично шефот на кабинетот што е на новиот министер, тој носиле меджити, има телефонски кои мога да ги консултирам, да го дам секретарот и на службите, потржете го да остварите следва. Ако треба нека да дојде Делчо, ако треба да идете вие. Това е едно од заклучоците, вториот заклучок е како што рече и Горан може да се реши, делно
и на совет, но претходно треба да има одлука на управен одбор. Таа одлука е релативно стара одлука од 2009. Нема да викам дека треба да биде намалена или покачена, затоа што изгледа дека слушателите да прават публицитет, но управен одбор може да се произнесе ново, со нова одлука. Тоест може да се свика управен одбор, затоа што не взима пушари, взима надместок за таа работа, и него треба да власти тешки одлуки. Да му дадат на советот заклучок, т.е. решение од нова одлука, нека донесе на совет, нека покаже совет на општина дължа конструктивност, да се произнесе и на совет. И ако веќе се реши да се доноси нова одлука за на управен одбор за надместок на за приклучок, да се помине таа одлука и да ги биде пониска или иста или по-голема, оставаме на управен одбор за да видиме колку ќе биде. Пошто това е уште и надзор законски акт кој што мора да се донесе. Но дека може да се донесе нова одлука на управен одбор, може да се донесе. Това е неспорен факт и дека може да се донесе на совет да се разгледа, може да се донесе, но тука веќе одлучува друг, кога ќе стане на дневен ред, кога си има председател на совет. Јас не мисля не мога да му имам на председател, пошто он треба сам да се произнесе, да ја стави и да се сите советници да се произнесат. Јас мислам дека има разлика и сите советници да колку е во интерес на регионите на село Звегор да таква одлука да се донесе, уште наш не е никаков проблем. Това е што да кажа кутијата заклучка. Сакам и до него едно прашање. Кај мене фармата, исто кај Славоја горе, исто заедно имаме фарма, тие се 3 фарми. Имахме до сега вода. Сега нямаме, јас се снора за кравите за вода, не е проблем. Имам цистерна, карам. Карал съм и по-напред и саке карам, не ми е толкова, не се буна за там. Но веќе тамо имам приклучок. Ама са по новата линија веќе приклучокот ми биде некаде околу 300 метра. Не само на мене, на Славчо и на тој другиот, заедно на тие 3 фарми, има приклучок од стариот водовод, сега ќе биде на едно тя е 150, на Славо тя е 200, кај мене 300. Дали ќе може со таа фирма што сте случили во там да ја кара или не? Ви да тераме ние... Това е ограничен бюджет за некои до 30 до 50 за водоснабдуване на куќа да се прифаня за фарма. А зашо е уништен до сегашниот приклучок? А зашо од дека ти беше приклучен сега? Од стариот водовод. Па нема ли тука близу мрежа од новиот водовод? Најблиско што може таму да копа машина. Ако не треба да копам, тоа е вака, треба да копам горе чак да изкарам со рачно. Колку е најблиско до шахтата? Значи 300 метра. 300 метра. И сега, например, човек ти му се плати нов приклучок 7000 и плюс таму се плати така, а на таа друга. 300 метра, нема логика. Сега како ти ще се врш 300 некој ќе рече мене е 5 км. Нема логика тоа што правиме. Добро, ај поединечни случаи, генерално да видиме... Ние рекли дека делегирани се тие 30 метра што предлага Иван, јас ќе предложи да имаме состанок со Министерството, вие ќе пренесете и веќе мислам дека ќе следат, ако оди во живо, од целиот состанок, разговорот, да закажеме со Министерството и да бидете известени за 2 дена, за 3, за колку ќе се одржи тој состанок и да после ги разгледаме сите можности, заедно со нив. Другиот заклучок што беше да се не управен, да се поднесе, да се... Добро, ето, директор ќе разгледа таа можност на управен. Ако може да се донесе одлука за помалку. Значи мора да се исконсултира и регулаторна комисија и сите и за приклучок и за тоа е надомест. За да не повлече после некои правни недоразбирање за сите што веќе има да са платено, па после да тражат од комуналното да се врати. Значи мора правнички, јас не сам правник и не мога да кажа дали изводи од тоа или няма, ето директорот нека ќе дадем, нека се разбере, па на нареден состанок ќе даде образложение за да ни може до советот управен одбор да донесе друга одлука и до советот да се достави да излази. Ние секако ќе го разгледаме на управен одбор и ќе се предложи. Ама ние денес имаме управен одбор на кој сите ръководители на сектор ќе се дадат своји извештаи за причините и во каква состојба се наоѓа јавното комунално предпријатие поради цели кои се во употреба од 2009 година. Пак знаеме тога и само минималната плата колку се скорим така.
да не стварам лажна илузија, Минималната плата ми трошки сигурно се ова одлука нема, ако минимална е ставена на плата, управен одбор, нема да иде нагоре, не ќе иде нагоре. Надолу нема нагоре. Тоа е реално. Да. Според трошоците од 2009 година па до сега. Тоа се воре. Се приклучок од толку да се плати 70. Единствено решение Единствено образложение што беше предложено од градчанот за лица кои се сумисти примери, социјални случаи, да се субвенционира од Совет или Центар за социјални работи и така, а на останатите да се даде од јавното комунално предпријатие плаќање на 3 до 4 рати, тоа е што може да се Прашање од мене само. По законот колку метара е од шахтата до дома, мисля да сам мора да си инвестира човек. Да си изкопа се сам мисля. Тоа е од шахтата што е ставено. До колку метара? Значи од шахтата ние сега како што се овие 3 до 4 приклучоци кои во една цена беше 30 метра од шахтата до дворното место. Значи мора тоа сам да си. Нагоре секој сам. Имаме веќе са ние сме мисля во градска средина е по-друга ситуација таму. Ние сме шахтата, основната мрежа. 150 метра да имаш најгоре. Кој ти треба некој да... Значи од шахтата 30 метра сам мора да, ако е повеќе тогава... Не. Зборуваме шахтите како се поставува. Луѓе поставува до 30 метри до дворот да имаш ти шахта. До 30 метри до твојот двор има шахта. Дека мој место, ако ќе тако е, Значи тоа е приватно, значи веќе ти приватен двор што можеш сам да си го покриеш, значи това. И значи сад Боро може на некој тоа е работа да си човек плати се црево, водомер, сите тие работи, водомер и се тоа. Ако имаш квалитетно црево сега во функција, сигурно ќе ти и новиот приклучок. Добро, ја имам сега и од друга страна. Ако ти Нека не се подвегоре се што мора ново, и затоа што стариот е кара, знаете, високо горе, настрана, а тоа е веќе на главната патна мрежа. Има и со тие подцинкованите кои веќе дотраени. Не, мисля, сите тие трошкове, сам си сноси себе и водомеро мора исто да си го платиш се тие работи. И плюс што ќе се развија Ние денеска ќе пробаме да закажеме состанок, службено да закажеме состанок и ќе ви известиме. Значи, што ќе ни кажат од Министерството, ние ќе ви кажеме. Ние уште денеска, како ќе спаднеме долу, Значи, долу ќе знаете да се анализ останок, че не се ако не одговорат, значи ние имаме стапро нашиот став. Петок ќе ги најавиме протестите и сабота ќе искористиме баш пазарниот ден и ќе го блокираме пат. Добро, ние ќе ви известиме за состанок со Министерството и ќе го преземете. И да го преземете, че тук има закон кој што мора да го спази. Пошто е меѓународен пат, утре да немате... Ние ќе го пријавиме протестот во полиција, затоа се. Добро.